На тема загадување, справување со снегот, но и за тоа дали планира да се кандидира за четврти мандат за градоначалник, разговараме со градоначалникот на општина Куманово, Зоран Дамјановски. Господине Дамјановски, на почетокот накратко, што сметате за свој најголем успех во овие 3 мандати додека сте градоначалник на Куманово? Мислам дека во политичкиот сегмент сакам да истакнам моето учество во градење на едно граѓанско општество, етничкиот соживот. По тоа бев препознатлив и тоа најдобро го покажав 2013 година, кога представници на сите етнички заедници застана сврсто зад мојата кандидатура и јас го добив тој трет мандат. Иначе во мојата работа како локални проблеми ќе се ориентирам на изградба многу инфраструктурни објекти, во кои ќе издвојам неколку сегменти кои се многу важни. Изградив над 50 км реконструкција на патишта, улици, на 40 км канализациони мрежи. Изградив 3 спортски сали, атлетски полигон, отворен, затворен пливачки базен, многу реконструкција на енергетски фасади на училишта и најбитен проект кој ќе го говориме после во загадувањето е гасификација. Единствена реална гасификација во Република Македонија има Куманово. На почетокот на месецов најавивте набавка на средства и возила за намалување на аерозагадувањето. Зошто сега, после 12 години раководење на општината, ќе го набавувате ова? Ние прво не сме набавиле таква опрема, не знам од каде. Зборуваме како можност во изградба на стратегија на координативното тело и акциониот план кој треба да се донесе во нареден период. Ние тоа не е нешто што ќе го направиме адхок. Меѓутоа, тоа не е решението за проблемот на загадување на амбиенталниот воздух. Мислам дека тоа е една системска болест. Една системска болест која не е привилегија само на еден орган, тоа е локална самоуправа, тоа е болеста која е подеднакво поделена прво на централната, потоа на локалната власт. И сега тука имам кај мене една денешни мерења од интернет, тоа ви е достапно. Куманово спаѓа во ниско, односно слабо загадени градови. И ако дадам 10-15 града кои се пред нас, значи тоа е една флуктуација која се менува. И сега, ако ги гледаме инструкциите на Министерството за животна средина, дека главната кауза за загадувањето, зборам сега за М50 частички, бидејќи тука има и други сегменти, имаме карбон моноксид, имаме азотен оксид, имаме сулфур диоксид. Значи, во сите сегменти се мозорот ние сме ниско загадени, односно слабо загадени средини, по денешни мерења. У некои денови имаме. При тоа, тука имаме два сегмента. Едно се издувните гасови, другото оджаците, односно дрвата од црстото гориво. Ние, како држава, дозволивме енормно сечење на шуми. Во два правца делуваме штетно. Прво го користиме како најчесто гориво во мојата заедница, бидејќи има многу ниска економска стратификација. А второ, ги уништуваме шумите. Имаме кражба, диви сечечи на шуми, оголување на цели брда, тоа е една штета која загрозува животната средина, а втора е самото огревно дрво е еден од најголеми загадувачи на М50 частички. Втора работа, за која 10 години и 12 никој не реагира во Република Македонија. Македонија ради популистички мерки владата донесе закон да се воведуваат возила постари од 10 години со многу ниски екостандарди. Куманово е град кој во некој урбан профил, профилиран од соцреализмот, со улиците какви што се урбанизирани во тој период, е град кој можел да прими 10.000 возила во град. Куманово е административен центар за Липково, за Старо Нагоричене, па и дел од североисточниот регион. Куманово има 40.000 регистрирани возила. Има впечаток дека целата
обврска и одговорност за аерозагадувањето префрлате врз централната власт. Што како градоначалник можете да направите? Ние како локална самоуправа направивме доста во таа насока. Еве, како пример ќе кажам. Главната мерна станица се наоѓа во дворот на болницата. Единствена топлана на мазут со таков капацитет во Куманово е само топланата во болницата, која троши енормни големи количини на мазут, која е еден од најголемите загадувачи. Ние сега поручиме на фирма која со сонда имаме право преку инспекција да мериме издувните гасови на ожакот на топланата, со што ќе насочиме, бидејќи имаме донесено гасна инфраструктура во близина на болницата, да во нареден период има трансформација на таа гасна, на таа топлана во болницата од мазут на газ, кој ќе биде 10-струко намалено штетното влијание на воздухот. Значи, гасификацијата и субституцијата на огревното дрво, на енергенсите со газ кој немал загадувач. Второ, донесо одлуки за стварање на зелени скверови површини, што многу тешко ќе оди, бидејќи со законите на Пропополи, кои ги донесоа за една легализација, која еднашка, два пати, продолжување на рокови, доводиме до состојби каде експанзијата на диви градови во минатото ги узурпираат сите површини, јавно прометни и така натаму, и доваѓаме до ситуација да ние де факто не може да делуваме, бидејќи тука имаме проблеми после со експроприација, со изградба на јавни прометни површини, со зелени површини и така натаму. Кога сме кај гасификацијата, во 2010 година најавивте дека го пуштате гасоводот и дека во наредните 2 години се очекува целиот град да биде приклучен кон гасоводот. До каде е сега сето ова? Ја ви кажам, негде 25% од најголемата, значи 25% од ова централно градско подрачје е со приводи дистрибутивни цевки. Сега имаме два разлога за една спора еволуција. Првиот е фискалниот капацитет на општината. Ние до сега не успеавме да добиеме никаква согласност за кредитно задолжување или обврзици било што би се зајакнал капацитетот за да може да финансираме тековно буџетирање и тоа не може да биде на уштрб на другите активности и потреби на граѓаните, така да тоа иде една поспора еволуција на таа гасификација на градот, меѓутоа јас сум делумно задоволен, бидејќи на тој начин даваме можност. Втората работа која е многу важна и работиме на таа работа, да граѓаните ги убедиме, стравот од газ е присутен, знаете дека тоа е нешто ново за оваа заедница и како ги гледат бенефитите, поголем интерес е ова. Често се обвинувате со ВМРО ДПМН, споменавте и сами за кочење на проектите и несоработка. Каква е соработка за централната власт генерално? Во овој кабинет, сем кога има воена криза или некои елементарни непогоди, овдека нема да е ни еден министар, овдека никогаш нема да е премиер и председател на држава. Што ви зборува тоа? Дека релацијата локална самоуправа, централна власт и текако е политизирана. Односно, начинот на спроведување на децентрализацијата повеќе декларативен околу суштествен. Граѓаните се жалат дека Куманово е затрупано во снег. Какви се капацитетите на општината за справување со ова? Сакам да истакнам еден трешам алиби, и тоа што влеговте дека релативно добро е, чистено, во моментот. Имавме еден период кога беа многу ниски температури, бидејќи има ние стандардна процедура за зимско одржавање, соларки, ножеви за плужење и така натаму. Кога падна температурата на минус 7-8 и нагоре, солта као таква не може да делува на долната. Успеавме да ги пробиеме главните правци, меѓутоа граѓаните не беа задоволни, бидејќи не можеме да се справиме дефинитивно. Имавме доста проблеми со приградските и руралните заедници, бидејќи таму имаме затрпани определени мала села и така натаму, и тука делуваме со тешка механизација. Јас не сум многу задоволен од изведувачите, меѓутоа ги дадов писмено укор и ги дадов сугестија да појачат капацитетот на механизацијата, меѓутоа ги толерирам минимните оправдувања од аспект што на многу ниски температури самата механизација е у една потешка работа,
состојба на минус 20 степени, 15 степени во ноќните часови, потешко функционира, така да у билатерала треба да имаме разбирање и мислам дека недавно излезна резултанта од оваа работа, на крај крајава тоа ќе се заврши добро. Господине Дамјановски, ќе се кандидирате ли за четврти мандат? Локалните избори се наскоро во мај. Значи, ја никогаш не сум донел одлука врз основа на своја субјективна перцепција. Јас мислам сум добро и така. Врз основа на сите истражувања на јавното мислење. Јас многу верувам на анкети, да ви кажам. Има некои не веруваат. Значи, ние постојано правиме испитување на јавното мислење. Дали сте задоволни од работата на општината администрацијата, на советот, на градоначалникот, дали овој проект е добар, дали го поддржувате. Врз основа на сите тие параметри ќе донесеме одлука. Ви благодарам на одвоеното време. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Довидување до следната недела.